Расте бројот на луѓе што умираат од малигни заболувања, а се зголемува и бројот на дијагностицирани нови случаи на годишно ниво. Канцерот е втора причина за смртност кај населението во Македонија, веднаш зад болестите на циркулаторниот систем. Во онколошкиот центар при клиничката болница во Тетово, велат и во Полошко бројот на заболени постојано расте. Кај мажите најчесто се јавува карцином на бели дробови, кај жените на дојка. Има така еден пик, да речам, кога повеќе се појавуваат малигните заболувања и тоа е после 50 годишна возраст. Мислам, тоа е како правило. И ова правило важеше во поранешните години повеќе. Значи, а сега границата се намалува. Значи, имаме повеќе кај помлади лица појавување на малигни заболувања и тоа е малку загрижувачко, да ви кажувам. Како најмала граница, да речам, најмлад пациент што барем јас можела да го видам е некаде на 25 годишна возраст за карцином на дојка, зборам на пример, женска особа, а кај белодробен карцином повеќе се така мажи од 40 години па нагоре. Ако збориме за другите малигности, што поретки се, значи знае да се појават и некаде на 19 годишна возраст, ако е некој лимфом, на пример. Дека тоа е карактеристика за така помлади лица. Кај малигните заболувања клучни се превенцијата и раната дијагноза. Според Светската здравствена организација, начини на кои може да се намали ризикот од рак се да не се пуши, да се јаде здрава храна, да се спортува, да се намали загадувањето на воздухот, но и да се оди на превентивни прегледи. Превенцијата е број еден фактор важен за, нели да речам, да ја имаме болеста под контрола. Ако више таа се појавува кај пациентите, како да се направи превенција, тоа е со редовни контроли. Сега кај нас населението малку, како да речам, свеста не е толку во доволно ниво, да речам, за пациентите сами да се јавуваат и да се грижат за нивната болест или да има такви, да речам, систематски прегледи. Иако некои фирми гледам дека реализираат и такви некои активности, што е убаво, ама индивидуално, да речам, така по мало ниво е таа ангажираност на индивидуи. Но многу е важно, значи пак да речам дека ако луѓето сами доаѓаат, има така некоја навика за да се прегледуваат еднаш годишно барем, многу ќе ни помагаат и на нас лекарите за што порано, значи, да ја откриваме болеста и после и да ја лечиме. Многу морам да истакнам тука, на пример, ако се открива карцином на дојка, барем да речам, одма на првата појава неизина, дуре карцинома инситу, да речам, нели, болеста може да се излекува и пациентот да биде више здрав човек. Во светот, 1 од 6 луѓе умира од канцер. Секоја година болеста се дијагностицира кај повеќе од 14 милиони луѓе и оваа бројка се очекува да се зголеми на повеќе од 21 милион до 2030 година.